Да, така Александар, денешното судење започна со прв сведок беше Ана Костадиновска, придружен вокал на групата ДНК, но како што објасни таа не била постојан член на бендот, туку на одредени настани била повикувана да биде придружен вокал на ДНК бендот, кој што го нарече и второ семејство, говорејќи за загубата и тагата по сето она што се случи на Кобниот 16 март. Она што го опиша вечерта рече дека за време на пожарот и обидот да се излезе од дискотеката, хорор филм кој што не се опишува со зборови, но редоследно раскажа дека вечерта дел од членовите пристигнале уште во Пулс, уште околу 22 часот, пошто за да направат тонска проба, таа не забележала кој ги поставил прскалките на бината. Вели дека прскалки имало многу често на настапите на ДНК во клубовите и каде што имале настапи и одржувале концерти, но дека никогаш претходно немало никаков сличен инцидент или проблем. Таа кажа дека почнал концертот некаде, односно настапот, некаде околу 1 часот и 40 минути и од прилика на четвртата или петата песна се биле вклучени прскалките. Тоа била песната што сака нека биде и најчесто на таа песна се биле вклучувани прскалките и најпрво почувствувала топлина кога погледнала нагоре, забележала дека има пламен во тие моменти и Владимир Панчо ги повикал сите присутни дека има пожар да излезат. Таа самата кажа дека на почетокот не реагирале брзо и тргнале побавно да се движат, забележала под бината врата и ги повикала да излезат од таа врата, но потоа забележала дека е заклучена со катанец, продолжиле кон да се движат кон главниот влез, кон главниот излез и веќе некаде во таа насока после шанкот се разделиле со дел од членовите, од кои подоцна не ги видела. Настанала таква гужва, таков метеж и стампедо. Била заглавена во стампедото и незината нога, но толку било топло, толку дури имало некој мирис, раскажуваше, кој што ги терал на спиење, едва успела да се одржи, да не заспие од тој мирис, но и како раскажуваше како капеле топла течност од таванот, кој што потоа на незината кожа имало изгореници, како да била горена со цигари, дека било навистина хаотично и страшно, но после некое време почнал да доаѓа воздух, некое момче и помогнало да ја одглави ногата и да биде одглавена, ги извлекувале еден по еден сите кои што биле во тој дел заглавени. Навистина сведочењето беше емотивно и потоа раскажа што се случило, како била во Кочанската болница па префрлена во Скопје. Втор сведок, пак кој што во овие моменти сведочи внатре во судницата е гитаристот Горан Тонев, но денешното судење почна со барање на адвокатите, конкретно на адвокатот Петре Шилегов, но во име на целата одбрана да се одложи рочиштето, затоа што вели дека обвинителството имало двојни аршини во предметот кој што се однесува на полицајците, што е во обвинителството за гонење организиран криминал и конкретно за овој предмет. Судиката не прифати и образложи дека таа не може да му наложи на обвинителството како да го направи обвинението, односно какво да биде обвинението, но може да се произнесе кога ќе ја носи на крај судичкиот совет, кога ќе ја носи одлуката. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата на адвокатот Шилегов. Очигледно се двојните аршини што може во последниот период сериозно да ги видиме, кои што ги применува јавното обвинителство при носење на јавно обвинителски одлуки. Нема да навлагам во она што е најактуелно во јавноста во претходниве 2-3 дена. Ќе навлезам во конкретниот предмет. Во конкретниот предмет, како што знаете, јавното обвинителство што е единствен орган по закон, има два предмета. Едниот е овој кој што присуствуваме заедно, вториот е против полицајците што го води оделението за организиран криминал. Меѓутоа, јавното обвинителство по закон е единствен орган. Очигледно е дека јавното обвинителство не ги третира граѓаните, иако е должно да ги третира граѓаните подеднакво.
И имаме разлика во правната квалификација за овие луѓе што се овдека присутни, правната квалификација во предметот кој што го води ГОК. Таква една диспропорција е дискриминирачка и недозволена и тоа што го прави јавното обвинителство де факто е злоупотреба на службената должност кај определени обвинители. Родителите пак денеска и преку изјава реагира, сметаат дека одбраната сака да го одолговлекува судењето, посочуваат дека ова обвинение не е само за индивидуална одговорност за трагедијата што се случи во Кочани, туку дека преку него се бара и системска одговорност за сите пропусти кои што биле направени. Па предлагам тука да слушнеме изјавата од еден од родителите кој е претседател на Сдруженијето, Александар Наунов. Кога системот потврда, граѓаните ја плаќаат цената, најчесто најневините. Ова не е политичко прашање, ова е прашање за правдата и безбедност. Денес бараме правда за нашите деца. Утре ова може да биде прашање на безбедност за секој дете во оваа држава. Нема да молчиме, нема да се откажеме. Не инсистираме вистината да излезе целосно на виделина и секој што придонел за оваа трагедија да понесе одговорност согласно законот. И да ги прашам Министерството за економија, кои ги дозволиле лиценца за кабарето Пулс, валидна или невалидна. Како може да се издаде лиценца за работење на ноќен клуб или кабаре, ако пренамената уште не е направена, фактички они са даделе лиценцата за салон за тепици. Срамота е. Децата ни ги утепаа од нини лакоми пари, што дека ќе оде душата. Изгореа ни душата, а тука ги слушаме како невини. Во ова вклучување, Александар, ќе додадам само дека на почетокот и адвокатката на прво обвинетиот сопственикот на Пулс Дејан Јованов бараше повера од судиката тој да биде префрлен во Скопскиот истражен затвор, пред се поради, како што рече, нечовечки деградирачки однос од затворскиот персонал во Куманово, но и за да биде поблиску до судницата во Идризово и до болницата каде што предходно правел и операција, но реагираше дека долго време не бил носен, не бил спроведен на контрола после операцијата, на што судиката рече дека ќе го провери тоа дополнително, а додека таа говореше имаше реакции од роднините кои што сметаат, кои што рекоа, кои дофрлија дека да не бара посебен хотел или пак реагира на барањата да биде пренесен и поради тоа што велат дека имал и затвор, во затворот имал и телефон.